Благодарам, колега Джафери. Е 9-ти ден од месец август, период кога согласно деловникот пратениците треба да бидат на одмор, во зависност од тоа дали има итни или неитни работи и по одлука на председавачот со седниците за донесување на дневен ред и работа, ние дискутираме во Собранието на Република Македонија, дискутираме за точка разрешување на јавен обвинител, за која што согласно членот 8а, став 1, алинеја 4 од изборниот законник, а и покажување на председавачот на седницата, ќе го разрешуваме после 16 октомври. После завршувањето на изборите во Република Македонија, бидејќи сега и самиот председавач и ние како пратеници, а и граѓаните на Република Македонија, мислам дека веќе се запознати, нема право да се разрешуваат и назначуваат нови членови. Така да, членот 8а вели да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување во случај на итни и неодложни работи. И сега, иако ги знаеме сите овие факти, ние упорно дебатираме за теми кои што во моментот не се приоритет, имајќи во предвид дека неговото разрешување ќе биде после 16 октомври, а до тогаш не може да почне ниту постапка за назначување на нов член. Во ситуација кога имаме итни теми за кои што треба да разговараме, пожарите во Република Македонија, хаотичното однесување на владата на Република Македонија, на комитетот кој што треба да се грижи за сите овие работи, неможноста за справување со пожарите кои што ги имаме во Република Македонија, ние упорно продолжуваме со дебати на тема разрешување на Марко Зврлевски, иако тоа не може да се случи во дадениот период. Во својата дискусија колегата Артан Груби спомни дека би сакал да види избор на јавен обвинител кој ќе биде избран консензуално на задоволство на сите граѓани и пратеници. Јавен обвинител со личен интегритет, но прашање е како ги разрешуваме, знаејќи ја нивната работа, личниот авторитет и кредибилитет, нивниот минат труд и долгогодишното искуство. Пракса е да се разрешуваат како нестручно и несовисно личности кои што ја извршувале својата работа во изминатиот период. Така продолжуваме и овој пат, иако од барањето на владата и од мислењето на Советот на јавни обвинители немаме конкретни факти зашто точно треба да го разрешиме и брзаме да го разрешиме јавниот обвинител Марко Зврлевски. Благодарам.